Добро утро, да си кажеме денеска за тоа каде е најдобро да ги инвестирате вашите пари. Гости на оваа тема се Коста Костадиновски, инвестициски советник, и Дарко Симуновски, портфолио стратег за криптовалути. Господа, добро утро, добро дојдовте во студиото на Телмо. Добро утро. Добро утро. Во услови на зголемени геополитички тензии, кога САД дозволува напад во Русија со американски ракети, а Кремљ возвраќа односно се заканува со нуклеарен напад, растат и берзите, расте и вредноста на најпознатата криптовалута биткоинот, таа ги влече и сите други. Што се случува прво со пазарите? Каква е оваа недоследност, би рекол? Обично економската логика ги следи политичките текови, па кога има во услови на политички тензии паѓа берзите, сега нешто обратно се случува. Ако ми дозволите да почнеме, генерално тоа е факт дека имаме ситуација на некои настани кои што се, да речам, застрашувачки или во историјата во минатото би требало да ни дадат некој негативен одек на берзите, меѓутоа сега се случува нешто што е спротивно на тоа, што е мал куриозитет во ситуацијава. Гледајќи ги само изолирано само тие околности околу некои најави на употреби на нуклеарно оружје и така натаму, меѓутоа треба да земеме во предвид дека се уште стои фактот дека во економиите имаме ситуација во која што се очекува намалување на каматните стапки, значи она инфлација која што се случуваше во изминатиот период по овие параметри кои што ги гледаме веќе се става во некои понормални граници во рамки на 2-3% колку што е нормална инфлација во економиите, па така тоа очекувано намалување на каматните стапки можеби е еден од причинителите заради кој што се случува овој пораст. Другиот момент е известноста после изборот на Трамп, значи веќе се имаме нова некоја реалност и известност дека во наредните 4 години ќе имаме мандат на Трамп кој што ќе ги води своите политики, и сето тоа очигледно дава комфор на инвеститорите да вложуваат. И на крајот се уште стои во пазарот е очигледно постоењето на ликвидноста, значи на пазарите има пари, значи нема недостаток на пари во оптек, и тоа е резултат и тоа е една од причините можеби и на овие движења кај криптовалутите кои што се тема денес. Поголема е надежта кај инвеститорите од заработка, дека доаѓа добро време за економијата, отколку стравот од продлабочување на конфликтот и можеби дури трета светска војна со нуклеарни средства. Симуновски, зошто расте биткоинот овие денови во услови на геополитички тензии? Така, прво треба да се разбере дека биткоин представува интерпретација на висока свест. Биткоин е комбинација на енергија, на економија, на математика и на имот. Кога ќе ги согледаме тие предности што ги има биткоин за разлика од другите традиционални средства, гледаме дека е далеку пред сите и тие предности многу луѓе, се повеќе луѓе ги увидуваат. Што се однесува комплетно, затоа што јас исто така и следам макроекономијата и анализирам макроекономија редовно, пред се ликвидноста е многу битна за сите пазари. Кога има ликвидност поголема, тогаш финансиските средства и сите класи на финансиски средства обично одат нагоре. Значи во линија на ова што го вели Костадиновски има вишок пари на од каде ликвидност толку зголемена? Ликвидноста мора да се инјектира во пазарите затоа што ние бевме во ситуација кај што имавме висока инфлација, качување на каматни стапки на централните банки. Скапи беа парите, од каде се? Со тоа се намали ликвидноста, но меѓутоа сега идеме во фаза каде што тоа е циклус во економијата што се случува постојано и сега веќе се испуштаат пари во оптек повеќе и со тоа се добива ликвидност и со ликвидноста се зајакнуваат финансиските средства и се повеќе оди вредноста нивна. И како што кажав, биткоин е неспоредлив во другите финансиски класи на средства, затоа што тоа го видовме и во минатите години. Еве, ако направиме една хронологија, да се вратиме пред 2 години, биткоин
даде принос од преку 200% заработка која некој би вложил, за разлика од 30% на традиционалните берзи. Ајде полека, ќе имаме време за себе. Молам за покуси и одговори за Така. да биде подинамичен разговорот, за да одговориме на сите прашања. Гледачите кои моментално не следат и можеби имаат, еве, како што велите, се ликвидни, имаат пари на располагање или вишок пари и можеби размислуваат каде да ги вложат, каде би ги насочиле вие како инвестициски советник и вие како криптостратег, дали треба да ги вложат во хартија од вредност, во акции, дали треба да купат недвижност можеби или треба да купат криптовалути? Па, ако ми дозволиш, јас, например, би тргнало тоа дека ликвидноста на пазарите ликвидноста на некој имот и не е единствен и пресуден фактор за тоа дали треба да имам одреден имот или не треба да имам одреден имот. Перфектно легитимна инвестиција е инвестиција во некоја земјоделска земја, да се вратам со некои базични имоти од минатото, па за да дојдеме до денешницава и до акцииве и биткоиниве, која што можеби и не е така ликвидна, меѓутоа продуцира некаква додадена вредност за тој што ја има таа земја. Така ќе купам 1 хектар земја, ќе насадам жито, сончоглед, патлижани, домати, пиперки домати, и од тоа ќе имам определен принос и иако немам организиран пазар за да ја продадам мојата нива, тоа е перфектно легитимна инвестиција која што ми носи додадена вредност. Така да ликвидноста во ниеден случај не може да биде одлучувачки фактор дали во некој имот треба да вложам или не. Ајде без многу теорија, ве молам Костадиновски по-конкретен одговор. Гледачот не гледа, има пари на располагање, каде да ги вложи? Во имоти кои што му продуцираат додадена вредност. Значи имот кој што продуцира, кој што додава дали вредност. Дали е тоа тоа може да биде депозит во банка, му дава камата. Тоа може да биде обврзница која што исто така му дава купон, односно камат. Може да биде вложување во акции од одредени компании кои што исплатјат определена права добивка во своето работење и исплатуваат дивиденда. Биткоин може ли? Може да биде и биткоин, меѓутоа ги преферирам сите овие други заради тоа што тој, мислам би ги преферирал заради тоа што кај биткоинот се уште не можам да ја видам додадената вредност, значи што биткоинот ќе направи за мене. За депозитот знам што ќе направи за мене, за акцијата знам што ќе направи за мене, за земјата што ја спомнав претходно, знам што ќе направи за мене, станот кој што ќе го купам, пошто недвижностите ги спомна во прашањето, знам што ќе направи за мене, така ќе ми биде, ќе имам поголем комфор во животот, или ако ми е втор стан, ќе го можам да го изнајмам на некој што му треба таков објект и од тоа да ми носи соодветен приход. Значи не велите категорично не против криптовалутите, меѓутоа на последно место ги ставате биткоинот како опција за инвестирање. Не би рекол криптовалутите, него сите имоти чија што вредност се темели на идејата дека некој друг ќе го купи тој имот за повисока цена од мене. Ги набројавте по скалило сите можни, биткоинот рековте можеби на последно место. Но не сте категорично против, не велите дека тоа е ризична инвестиција. Па ја би бил воздржан. Би бил воздржан. Симуновски, вие каде би ги насочиле гледачите? Што да купат со своите пари? Јас прво на гледачите би им препорачал да ја согледаат реалноста дека живееме во свет, во ова економија како што е поставена, имаме инфлација. Ве молам по-конкретни одговори давајте ми. Многу ми теоретизирате обајцата и губиме време, а времето ни е кусно. Сакам да дојдам до поентата зошто го зборувам, зошто го кажувам биткоин. Не е само поентата да кажам биткоин. Многу луѓе не го разбират и господин Костадиновски треба да учи за биткоин за да го разбере и да верува. Значи, јас што сакам да кажам? Луѓето треба свати, имаме инфлација висока. Кога завршува инфлацијата, после иде девалвација на фиат валутите. Тоа е кога оди ликвидност. Кога има повеќе ликвидност, фиат валутата девалвира. Значи тоа мора прво основно се разбере. Втора работа, не можете да сметате дека е правилен начин на инвестирање во врзница или, не дај Боже, во депозит. Зошто? Едноставно е математиката. Секој знае дека инфлацијата во Македонија беше 15 па 12%, а депозитот дава 3% поврат.
Оврзницата дава 4%. Значи вие ги губите вашите пари покрај тоа што сте инвестирале. Значи тоа не е инвестиција. За акциите, да, се согласувам дека може да биде инвестиција. Јас често ги кажувам благородните метали, имав анализа за златото лани, кажав дека ќе оди 40% нагоре, испадна 50, односно 35% нагоре. Сега, кога јас би инвестирал, јас сакам да инвестирам во најбрзиот коњ на трката. Најбрзиот коњ на трката се две класи на финансиски средства. Тоа се акциите што се во технолошки акции, технологија акции и се знае криптото. Биткоин начело, апсолутно тоа е како најсигурна инвестиција за да се борат луѓето против инфлацијата и девалвацијата на фиат валутите. Дури и сега кога биткоинот е на историски највисоко ниво, $93,000 е денес еден биткоин. Да, апсолутно да. Не е доцна, не го пропуштија возот сите оние кои можеби се плашеле, се двоумеле, па сега се каат затоа што на време, минатата година ова време, кога зборувавме во ова студио, беше на некој историски минимум. Биткоинот, вие тогаш тврдевте 130.000 му предвидувавте до крајот на 2025-та, така беше? Да, точно сега, така. Вие можеби со Трамп заедно и со Наджиб Букеле, како се викаше, председател на Ел Салвадор, можете гордо да одите по улица и да велите, слушавте што ви велев. Апсолутно да. Меѓутоа сега некои малку повоздржани аналитичари или скептици би рекол предвидуваат повторно корекција, односно пат на криптовалутите. Видите, финансиските пазари, без разлика дали се акции или крипто, конкретно биткоин, апсолутно дека ќе има моменти каде што ќе има корекција. Но меѓутоа, секогаш кога гледаме хронолошки и кога гледаме на полог временски период, гледаме дека таа ниска вредност што била кога се случил одреден пат, до наредната година кога има одреден пат, секогаш тој пат е повисоко од преходниот и секогаш новиот рекорд е повисок. И како што прашавте дали е рано или касно, секој го плаќа биткоин според цената што заслужува да го плати. Кој порано го научи, ќе го плати поевтино. Јас го платив мојот биткоин за 6.000 просек и се уште го чувам. Али поентата што ми е, сакам да кажам дека биткоин нема граница до каде ќе оди, безгранично ќе оди нагоре, затоа што фиат валутите немаат граница на нивното дно, затоа што вредноста на фиат валутите постојано паѓа и ќе паѓа, затоа што така е креиран овој финансиски систем. Костадиновски, што вели вашата економска логика и теорија? Со која сте се образувале, еве, дали фиат валутите имаат дно за разлика од криптовалутите? Не знам колку е. Соодветно, мислам Морам како да одговориме, мислам да даваме за некој имот дека има неограничена вредност. Мислам ја сакам, па не, зошто не 2? За еден биткоин. Зошто не 2? Не знам. Вас ве прашувам. И морам како дополнителна провокација. Јас не знам денеска дали оваа цена од 93 колку што е на пазарот, $93,000 за еден биткоин е ниска цена, дали е висока цена. Не знам ниту денеска да ми го дадеш биткоинот, да ми речеш еве земи го на пола од таа цена, меѓутоа нема да имаш опцијата да го продадеш на Горан или на некој од камермани или на некој од екипа или на некој во светот во наредни 10 години, дека нема да имам опцијата да имам организиран пазар на кој што ќе можам да го разменам тој биткоин. Не сум сигурен. Не, има пазар, денеска може да се разменува. Велам, ако се станува хипотетичка ситуација да треба да го држам тој биткоин 5 години, ја не сум сигурен дека треба денеска да го купам на пола од цената и да го држам наредни 10 години. За разлика од него, знам дека кога би го имал, имајќи го својот стан во кој што живееме, или не знам, станот во кој што го изнемувал, би го држал 5 години и без да има организиран пазар и без да можам да го продадам. И дури во ситуации да се случува такви турбуленции на девалвации на валути, како што ги кажува соговорникот, значи станот или не знам земјата која што ја спомнав претходно ќе задржи својата вредност и ќе рефлектира. А биткоинот нема да се врати пак на старите патеки? Не знам, заради тоа што не продуцира додадена вредност за тој што го има. Единствена вредност за мене денеска кој што би го купил на $93,000 е дека тој ќе го купи на 100 или вербата дека Горан утре ќе ми даде 120 за тој имот. Има многу луѓе на планетава, повеќе од 8 милиарди, веројатно ќе се најде некој што ќе купува и на 100 и на 130. Историски гледано наназад, перформансите на имотите кои што додаваат вредност се далеку повисоки од
од имотите кои што не додаваат дополнителна вредност. Мислам биткоинот можеби во некое идно време ќе додаде вредност која што ние сега не можеме да ја согледаме. Меѓутоа, она што денеска го знаеме за биткоинот и за криптовалутите, не може да видиме дали е оправдана оваа цена од $93,000 или не. Дали пола цена од $50,000 денеска е ниска или е висок. За разлика од се останато како имот кој што го имам. Симуновски, што е додадената вредност на биткоинот? Ве молам кус одговор. Кратко, како што кажав пред малку, представува повеќе карактеристики биткоин. Како што кажав, енергија, економија, математика, имот. Тоа е единствено средство, финансиско средство, каде што кога некој го купува, го поседува вистински, без цензура, без интервенција, без некој да може да го одземе. Ако за фиат валутите гарантираат централните банки со своето богатство, државите, за криптовалутите не гарантира никој со ништо. Што им додава вредност, односно што е она што ги прави сигурно? Прво вака да разбереме дека и како што има повеќе финансиски класи на финансиски средства, биткоин презентира одредена класа на финансиски средства што е за 21 век. Во ред, тоа би било разбирливо доколку биткоинот би го лансирала одредена држава, односно доколку сега САД, например, во ерата на Трамп, си воведе своја криптовалута, односно криптодолар. И со тоа гарантира со Централната банка и со државата САД со своето богатство, со своите девизни резерви, гарантира дека тој криптодолар ќе биде безбеден. Меѓутоа, биткоинот е лансиран од некое физичко лице за кое се кројат уште митови. Никој не го видел, не го знае дали постои, дали е вистински, дали е реален, кој го лансирал биткоинот. За ниту една криптовалута можеме ние тројца да се договориме да направиме криптовалута и да ја продаваме на колегите од режија ако ни веруваат, па на база на тоа да правиме. Како дополнителна провокација морам да спомнам, Костадиновски, дека кога се подготвувавме за оваа емисија ми рековте дека сметате дека криптовалутите, криптопазарот во моментот ваков каков што е нерегулиран е класична обложувалница. Сега сте многу повоздржан во оценката, велите и биткоинот можеби како инвестиција во услови на нерегулиран пазар како што е и во Македонија, иако и ние тргнавме, направивме чекор 2 напред кон регулација на пазарот. Која е сигурноста што ја дава биткоинот или што е тоа што го прави различен од обложувалница? Јас точно тоа го кажав дека е единствениот мотив денеска да го купам биткоинот на $93,000 е обложувањето на тоа дека Горан ќе го купи овој биткоин од мене на повисока цена од $93,000. Друго, никаква гаранција друга нема. Друго ништо друг мотив ја не гледам зошто би го купил. По однос на уникатноста исто така имам дилеми, значи на биткоинот, заради тоа што како технологија, од она што можеме да го прочитаме, пошто јас се интересирам на темата и истражувам и се консултирам со мои клиенти, колеги кои што се подлабоко навлезени, пред се од информатичката област, која е неговата применлива вредност и дали можеби е заменлив во некоја ситуација. И тука немам сигурни одговори дека биткоинот е незаменлив како технологија. Дури понешто го добивам како сознание, има определени технологии во блокчейн технологијата, која што е технологија на еднината, технологија на 21 век, тоа е факт. Меѓутоа има и понапредни технологии веќе се развиваат кои што се далеку понапред од биткоинот. Ако на него најголема карактеристика, најважна карактеристика му е сигурноста и безбедноста во трансакциите, имаме информации дека се развиваат и други технологии кои што обезбедуваат сигурност и безбедност со помалку вложени ресурси во смисла на електрична енергија која што ја конзумира тој систем за да држи ги тие децентрализирани бази ако навлегуваме во тоа. Апсолутно ќе се произведува уште наредните 100 години. Нели беше со ограничени можности во однос на производството и поради тоа се креваше цената? Производството е до 21 милион, додека не стигне залихата од 21 милион. Ќе се произведува, ќе се мајнира. До кој ниво е? Сега сме 19 милиони 600. Значи при крај, се гледа крајот. Да. 2030 година веќе ќе дојдеме при крајот, ќе остане уште сосема малку, 1 милион ќе останат за наредните скоро 100 години да се мајнира. Сакам да
На Костадиновски сакам да му помогнам, ќе му ја дам мојата книга. Јас сакам, пошто е финансиски советник, не сакам тој да ги остави своите клиенти на маргините, да ги пропуштат ваквите профити што може да ги добијат со биткоин. Треба тоа да се изучи, да се разбере што е, за да не се шпекулира, да се разбере што е. Биткоин е дигитално, злато е комодитет. Другите криптовалути, што ги спомна Костадиновски, површно лаички, се како компании. Тие се прилично централизирани. Затоа јас го издвојувам секогаш во моите излагања, биткоин го издвојувам од другите. Биткоин е како дигитално злато, другите функционира нешто како акции. Тоа е една ситуација каде што во 2000-тите многу тогашни финансиски советници се сомневаа на Facebook, се сомневаа на Microsoft, затоа што викаат дигитално не можеле да го видат. Ајде сега го гледаме. Или како во една ТВ серија кога платежните картички во минатиот век се почнува луѓето викаат кеш, биле многу скептични, без кеш не можеле да замислат, без готовина да шетаат во џебот, па потоа кредитните и дебитните картички станаа реалност. И да се вратиме еден век наназад, инвеститорите почнале со тргување само на обврзници и комодитети. Акции не постоеле. Кога почнале акциите да излага на Њујоршка берза, и тогашните финансиски советници викале дека е коцка. Во ред, не ја спорим и днината дека е во криптовалутите, меѓутоа дали централизирано од државите продуцирани тие криптовалути или криптовалути од, како се викаше основачот на биткоинот? Тоа е псевдоним, значи никој не знае точно кој е. И тоа е убавината во тоа, затоа што е децентрализирано. Кога ќе се свати дека кога е нешто децентрализирано како златото што е децентрализирано, тоа дава можност за огромни злоупотреби, манипулации, финансиски малверзации. Баш на децентрализирана мрежа не може тоа се случи и самиот блокчейн е отворена јавна книга на платоци каде што може да се види секоја трансакција во секој момент. И кога зборувавме за ликвидноста, господинот Костадиновски што спомна, ликвидноста на криптопазарите е 24 часа во ден, постојано. За разлика од берзите што имаат работно време, затвораат во 4. Така да, сега моментално имавме скоро 400 милиарди за 24 часа свртени во криптоиндустријата. Жената која себе се нарекуваше крокодил од Wall Street, беше осудена да одеше 18 месеци за решик, затоа што му помогнала на незиниот сопруг хакер да направи голема злоупотреба, да украде криптовалути и да испере. Знаете вие за овој случај, веројатно повеќе од мене. Видете, има полно е со вакви случаи, колку криптоизмамници завршија неславно по затвори или го загубија животот или. Значи, измамници има и во фиат валутите, има во крипто. Значи, тие што се такви играчи, некоректни, се знае дека ќе си завршат задрешетки. Како Трамп, само една секунда, не можеме ние да обвинуваме криптото дека е виновно за тоа. Тие самите играчи се такви, значи тие се водат против закон. Технологијата е неспорна блокчейнот, како што интернетот е технологија која што е неспорна денеска ни дава бенефити такви како што не дава и ние користиме тие, уживаме во плодовите на некој што го развива интернетот, така ќе уживаме во плодовите и на блокчейнот. Меѓутоа, ако се вратам 20 години наназад, пошто соговорникот се врати, не знам, еден век наназад, ќе се вратам 20 години наназад, кога се развивале овие интернет технологии во оној познат период .com bubble, значи тоа е балон меур кој што се направил на претежно на Њујоршката, најмногу на Њујоршката берза, каде што овие популарни интернет компании почнале да добиваат нереално високи вредности и после тие се издишале до такви нивоа. Во еден момент, таму меѓу тие компании биле и Apple и Microsoft, меѓу другите. Меѓутоа, во тие компании биле и компании како Netscape Explorer. Никој не го знае веќе дека постоел тој како браузер, интернет браузер кој што имал лудо висока цена. Така да мене ова што се случува со криптовалутите во моментот повеќе ми наликува на меур отколку реална имплементација на таа технологија. И прашањето е пак легитимно денес кој ќе издоминира таа технологија. Дали ќе биде биткоинот тој што ќе после 20, 30 или 50 години ќе ја држи таа база или ќе биде некој друг трет или четврт. Ќе пукне кој може да во 2000 година кога бил .com бабалот на американскиве овие интернет компании, Facebook не ни постоел.
како денеска како една од најголемите технолошки Така, сакате да кажете дека компании. можеби ќе се појави нова криптовалута што ќе доминира. Токму така. Затоа велам, ако се согледа, ако од тие фирми кои што постоеле тогаш, па треба да се согледа што додале како што успеле да додадат како вредност. Останала Apple. Денеска додава и тогаш правела определени промети, давала определени дивиденти и имало логика во купување на определена акција од Apple дури и тогаш или Amazon во таа време. Може малку Кога ќе само пукнеме урот на биткоин? Не постои никаков еуро. Биткоин треба да се изучува. Биткоин, како што кажав, е нова класа на финансиски средства. Тоа треба да се изучува. И да не игнорираме сега дека држави ќе го чуваат дел од националните резерви и веќе има држави што веќе го чуваат дел од Салвадор, има и националните. некоја друга или не? Има апсолутно. И значи тоа да не го игнорираме, да не игнорираме дека можеме ние сега да идеме во Дубај и да си купиме стан со биткоин. И тоа оди во платежен промет. Значи, сигурно тие не се неуки или сакат да се коцкат со нивната Да, меѓутоа иднина. кога го спомнавте Дубај, Емирот таму си прави своја криптовалута. Значи, Тоа не е спорно, јас кажав. Затоа кажав да се направи дистинкција биткоин и дигитално злато и никогаш нема да се појави друга криптовалута што некогаш ќе го стигне. Никогаш. Зошто? Затоа што блокчейнот се состои од една блокчейн трилема. Тоа е децентрализираност, сигурност и брзина. добро, морам да прашувам, немаме време. кај Симоновски, дозволете ми едно Биткоин е дигитално прашање. злато затоа што е максимално Го кажав, децентрализиран, да не не може се да повторуваме. цензурира и не може Да не никој се да повторуваме. манипулира. Другите токени, другите криптовалути, Да. не се сигурни, не се безбедни, не се добри за инвестирање. 80% од криптопазарот, 80% од толку многу токени што излагаат се базираат на шпекулација. И затоа е потребно изучување на нова технологија. Добро, вие сега за да како се експерт разбере. во оваа сфера, кои криптовалути ги сметате за безбедни, исто како биткоинот? Биткоинот е на прво место, не е спорно да не се повторуваме. Јас од тие што сум ги изучувал околу 6-7 илјади криптовалути, можам да потврдам дека околу 200 криптовалути можам да ги сметам за легитимна инвестиција. Кои би ги именувале сега во оваа пригода? Па, пример Етериум, секако Етериум представува еден светски компјутер, инаку BlackRock веќе обврзници става на Етериум мрежата. Исто така Покадот морам да го спомнам затоа што тоа представува трета генерација на блокчейн, тоа е нулта слој, како што кажав, многу луѓе немаме разберат ако навлегувам, треба да се изучува, Немаме ни време. затоа ја напишав и книгата Фундаменти на криптоиндустријата. Така да, како што кажав, во криптоиндустријата постојат три класи на видови на дигитални средства, а тоа се чуварна вредност, биткоин, платежни криптовалути и после имаме платформи како Ethereum со паметни договори каде што се гради од озгора и има апликации. Многу теоретски ми одите, а времето истекува. Ве молам, кој си одговори, уште 2 минути имаме. Како што кажав, Предвидување за биткоинот за наредниот период. Јас на ланската моја анализа кажав 130.000 беше. околу 130-140.000 долари моje очекување за година, но До крајот на 2025-та? да, Останувате на таа прогноза? не останува, мислам дека ќе биде повеќе ако Трамп тоа што го најави дека ќе го стави биткоин дел од националните резерви, во тој случај очекувам некаде дека е сосема реално да идеме некаде од сумата до 250 до 300.000 долари за еден биткоин, ако се случи тоа. Ако не се случи со национални резерви биткоин, ако не биде ставен во 2025-та, тогаш околу 130 до 140.000 долари. Минатата година во јануари, односно оваа година во јануари, Комисијата за хартија од вредност и тоа во ерата на Бајден, значи пред Трамп да дојде, го легализираше ги легализираше криптовалутите како средство за трговија на Волл Стрит. Да. И тогаш наместо раст се случи повторно пат. Зошто? Дали е можно и сега после Трамп доаѓа и воведува регулација, става дел од националното богатство да се штеди во криптовалути и повторно биткоинот да падне, да ги изневери Да ве потсетам очекувањата? дека кога биткоин излезе на ETF, 50% вредноста се качи кога излезе ETF, за да можат институционални инвеститори да инвестираат во тоа.
И тоа се Институционалните случи. инвеститори не инвестираат во тоа, они се во неутрална позиција. Вие Они не сте институционалните запознаени хедж инвеститори, фондови, најголемите хедж фондови на ред дали во пример инвестираат во биткоин, треба да хедж се фондови да, информирате. меѓутоа организаторите на ETF-ите се во неутрална позиција заради тоа што Јас не кажав за нив, тие го даваат и тие фондот. Јас зборувам за други институционални инвеститори како хедж фондови и други видови типови на инвестицијски. Имаме Fidelity каде што тие презентираат за пензиски фондови, тие инвестираат во биткоин. Тие се институционални инвеститори. Нели, можеби не сум видел такво нешто. Она што Можете спомнавте да проверите ETF-ите на кога Google биле секако. листирани, кога што ги направи BlackRock и уште неколку инвестициони банки, инвестиционите банки се во неутрална позиција во однос на биткоинот. Целиот ризик на движењето на биткоинот ја имаат имателите на акции или удели во тој фонд. Значи целиот ризик на неговото движење во цената го превземаат клиентите, а не инвестиционата Дали пензиски банка. фонд и хедж фондови се институционални инвеститори? Не знам, може би има и некои такви кои што имаат во економист ве својата прашувам. политика. Не, се инвестициони, се Тие институционално. инвестираат. Значи, Океј, јас немам тоа такви што информации. кажувам, јас стојам за тоа што го кажувам. Добро, се огласи Симуновски со прогноза, меѓу 250 и 300 илјади Ако биде во ако национални Трамп го резерви. реализира Ако не, ветувањето, ако не 130, 140, вие прогноза нешто Ја не околу би како- се осудувал, мислам не би можел да кажувам цени дури за онака што сум овластен да зборувам од позиција на овластен инвестицијски советник. Тоа е претежно доменот на акциите, не би се осудил да прогнозирам сега да давам некоја спекулација во врска со цените, меѓутоа она што можам да го кажам е тоа дека цените на имотиве како што се акциите зависат од работата на компаниите, од тоа што ќе го додадат како вредност, од тоа што ќе го направат како добивка и тоа на крај што ќе го испорачат како дивиденда. Од тоа зависи дали некоја акција ќе расте или ќе паѓа. Ако имаме, не знам, некоја акција, еве да бидеме попластични со некој пример, ќе земам од македонскава берза, можеби Алкалоид како најголема фармацевска куќа, денеска има вредност на акцијата од во, не знам, 20 и нешто илјади динари, меѓутоа таа компанија во исто време продуцира добивка во одреден износ кој што е мерлив во проценти и го добиваме како возвратна вредност за тоа што сме инвестирале. И како додадена вредност од добивка, и како додадена вредност од дивиденда која што ни исплаќа. Така да ја би се држал до малку по-традиционални инвестиции и не би се залетувал со прогнозирање на некакви цени, пошто цените зависат од Цените мораме да зависат завршуваме. од макроекономијата, составата на макроекономијата и ликвидноста. Зависат и од- 2025 година ќе биде најголемиот булран што сме го виделе од 2009 па денес. Да сме живи и здрави, па да видиме. До година ова време